а ние правиме еден гигантски скок и од Берово заминуваме за Вашингтон во Соединетите Американски држави, каде што на линија би требало да го имаме нашиот колега Борис Камчев. Борис, добро утро. Во Вашингтон би требало да е навистина многу рано наутро, негде предпоставам околу 2 часот по полноќ. Да, не е толку касно, и не е толку рано. Борис, во Берово нема ни еден заразен и се уште тоа е едно од ретките општини во Македонија каде што немаме инфицирани со коронавирус. За жал, состојбите во Соединетите Американски држави се многу полоши. Го гледав гувернерот Куомо на Њујорк како во еден момент изјави дека изгледа дека го потценивме од почетокот вирусот, зашто сега плаќаме висока цена. Што е состојбата најнова во Соединетите Американски држави? Да, здраво, Сашо. Да, очигледно е дека властите овде не се справуваат најдобро со епидемијата. Таа излиза од контрола. И тоа е поради кризата на јавното здравство овде пред се. Пази, Сашо, значи во САД одамна постои криза на јавно здравство. Овде со години се кршат политички копија за тоа каков здравствен систем треба да се создаде, да се направи. Сега, например, во САД здравството е регулирано од низа осигурителни и фармацевтски компании кои го држат тој круг, тој систем во раце и добираат во Вашингтон и од тие осигурителни полиси што ги плаќаат компаниите и физичките лица, тие заработуваат огромни суми на пари, а фармацијата прави големи суми пари со изработка на нови лекарства, на нови лекови и рецепти. Значи, независно дали се работи за коронавирус или свински грип или пак да речеме кризата со опиоди што ги тресеа САД во изминатите 20 кусур години. Значи, за вашите гледачи, јас би сакал да кажам, опиоди, тоа се синтетички лекови против болки кои создаваат зависност, а кои лекарите ги припишува мошта лесно со рецепти како да се некој аналгин. Тие создаваат таква зависност што кај некои корисници преминуваше и во конзумација на тешки дроги како хероин. Од тие дроги, например, од тие лекарства, тешки лекарства од 1999 година до 2018 година починале речиси 450.000 американци. Ова е според извештај од Центарот за контрола на заболувањата. Исто и свинскиот грип, факт што можеби малку луѓе го знаат, а тоа е дека, а и тоа не се известуваше толку многу, е тоа дека тој грип се појави во Мексико во 2009 година и од него беа заразени околу 60 милиони американци. Значи во 2009 година 60 милиони американци, од кои починале речиси 13.000. Затоа не се зборуваше по милионите. Значи, зборот ми е тоа дека секогаш кога системот за јавно здравство во САД е соочен со вакви шокови, со вакви непредвидеви ситуации, како предозираност од опиоди, од масовна употреба на наркотици, се појавуваат такви грипови како свински грип и еве сега овој најопасниот и лесно пренослив коронавирус, значи тој систем крахира. Потребна е комплетна реформа на здравството во Америка. Па тоа е една од главните теми од секогаш и била во американската политика и никако да се стигне до тоа, бидејќи неолибералните капиталистички принципи практично спречуваат една малку посоцијална политика во здравството. Десетици милиони американски немаат никакво здравствено осигурување. Тоа се копија кои што се кршат по сите, особено кај републиканците не е ни тема, кај демократите има различни стави околу тоа. Во овој момент во Америка има негдека околу 11.000 смртни случаи и негдека околу денеска веројатно ќе биде веќе и близу 400.000 заразени. Гледам дека вчера се водеше една полемика, дури би рекол, се бараше да се овозможни закопување на мртвите во Њујорк и во јавните паркови, бидејќи веќе немаат каде да ги чуваат во овие дури специјални камиони, хладњачи, што викаме смрзнувачи, за да може да ги причуваат. Какви се предвидувањата? Има ли барем малку успорување на таа линија на раст или тоа се уште оди во лош правец? Па, сепак,
ово што е координативниот тим за справување со коронавирусот од Белата куќа секој ден прави брифинзи и денеска излезе со малку поведра нота, и тоа председател Доналд Трамп укажа дека се гледа светло во тунелот. Еве денеска, например, градоначалникот Куомо, врз основа на тоа што тој објави дека 2 дена поред стапката на смртност не се зголемува во Њујорк, а Њујорк заедно е најзагрозеното жариште од вирусот. Експертите тоа го протолкува дека се очекува да се постигне некаков врв, некакво плато на критични случаи и смртноста од наредната недела да почне да се намалува, значи бројките постепено да почнат да се намалуваат. Тоа е така оптимистичко сценарио, ќе видиме, а и многу американци се надеваат дека тоа што бизнисот и економијата е затворена, дека барем ќе трае до 1 мај. Тие се надеваат дека после почетокот на мај постепено да почнат да се откриваат, да се отвараат бизнисите и да започне нормално, постепено започне нормалниот живот во САД. Борис, како изгледа твојот ден во овие услови на карантин? Те прашувам бидејќи овдека луѓето имаме разни видови на однесувања. Мислам дека стивна и веќе престанува овие, како кажем, панични купувања по продавниците. Како се справуваш ти со вирусот? Успеваш ли да излезеш на крај ти и твоите соседи, пријателите? Комуницираш ли со семејството? Како ти врви денот? Види, Сашо, овде не има само наредба од градоначалниците да се остане дома, но таа наредба не е задолжителна. Совет. Да, совет кој можеш, а и не можеш да го следиш. Но американците се многу разбрани луѓе, тие се помагаат еден со друг, тие имаат и разни хуманитарни организации кои им помагаат на постарите лица, кои не можат да излезат да купат намирници, им носат поемваши бесплатно, и на такви организации волонтерски. А инаку движењето се одвива, тоест мораш да останеш дома, бизнисот не работи, тоест не работат компании, тие што работат од дома. Значи, тоа е, јас и онака сум научен и работам од дома, пишувам од дома и пред се патувам во Вашингтон DC, но сега тоа сум лично од тие патувања, значи морам да останам комплетно изолиран како и сите други луѓе. Како комуницираш со твоите во земјава? Се е во ред? Сите се во, да кажем, во постојана комуникација? Се обидуваш да задржиш тој вид на, бидејќи постои временска разлика, а грижите и ваму и таму се секако големи, па би рекол дури и глобално се големи. Точно е, да. Да, комуницираме и тоа барем, фала Богу што има интернет, што тоа не е забрано и не е забрането, подколку ги забрани овие летоиде, но знаеш сега Сашо се создаваат такви разговори и такви полемики за тоа дали после овој коронавирус ќе се измени сосема човечкото однесување. Сега не смееме да се ракуваме, не смееме да се пригрнуваме, и како ќе биде понатаму, бидејќи некои експерти предвидуваат дека овој грип, овој вирус ќе постане сезонски. Значи затоа што има сознание дека се гледаат примери од јужната полутопка на планетата, каде што е зима и каде што и таму се шири вирусот, и тоа дава до знање дека тој е сезонски. И сега сите тие наши социјални интеракции и обично ракување едноставно, дали тоа ќе биде дозволено, се поставуваат такви прашања, и како луѓето потоа како ќе се смени човечката природа на некој начин, може би ќе се смени. Така е, Борис, и овдека се водат истите разговори, велат ништо нема да биде исто после вирусов како што било пред него. Јас ти благодарам за ова рано утринско јавување. Ќе останеме во контакт веројатно и следната недела. Се надеваме дека до тогаш ќе имаш и подобри вести и дека состојбите во Соединетите Американски држави ќе тргнат во една подобра насока, бидејќи и таму се предвидува пикот да се достигне веројатно во наредниве 10 дена. Ова беше нашиот Така е, нашиот Борис Камчев, нашиот колега од Вашингтон. Благодарам, Борис.